Вторник, 2 април, кратки вести во 12 часот. Информацијата дека трговскиот центар Охрид Мол полека го добива финалниот изглед, дека градежните работи се пред крај и дека се координираат датумите за отворање е помеѓу најкоментираните деновиве на Facebook профилот на Охрид Прес. Од Фортон Инвест за Супер Радио и Охрид Прес велат дека во координацијата на датумите за отворање се водат пред се од закупците. Читателите на Охрид Прес генерално ја поздравуваат изградбата на еден ваков објект, но потсетуваат на долгиот период во кој се гради трговскиот центар и посочуваат дека треба да се донесат посериозни брендови. Како што веќе информиравме, во тек е рехабилитација и поправка на државниот пат Р1301 на делницата Охрид Светинаум. Овој пат со децении не беше рехабилитиран, иако е еден важен крак од аспект на туризмот, но и крак кој не поврзува со соседна Албанија. Од јавното предпријатие за државни патишта велат дека зафатите се во должина од 24,3 километри. Трасата се чисти, се крпат и асфалтираат дупките. Вредноста на оваа инвестиција е над 707 милиони денари. Солидарноста и свесноста за социјално ранливите е секогаш потребна. Познатиот охридски бербер Неат Алим Шогун веќе станува препознатлив по личните хуманитарни акции кои ги спроведува. Па така во пресрет на Рамазан Бајрам во недела на 7 април организира бесплатно шишање за сите деца во Бербер Шоп Шогун. Сите родители кои не се во можност да платат шишање на нивните деца може да закажат термин на 072 564 740. Неодамна Алим организираше уште една рамазанска донаторска акција при што беше донирана нова инвалидска количка за транспорт на болни лица. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен западен ветер. Максималната температура во Охрид до 17 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.